10-годишниот Одех Ахмад Џахалин стои храбро додека членовите на семејството и пријателите такуваат за смртта на неговата помлада сестра Рукаја. Порано си играв со неа, сега ми недостига. Ја загубив надежда. Неговата 4-годишна сестра беше случајно застрелана од израелските сили на 7 јануари, додека се возела со нејзината мајка на задното седиште на заедничко такси кое го преминувало контролниот пункт во близина на селото Бейт Икса. Израелската гранична полиција соопшти дека автомобилот кој возел зад девојчето и нејзината мајка не застанале за да бидат прегледани, поради што израелските безбедносни сили пукале во автомобилот, ненамерно погодувајќи во такси возилото во кое се возела девојката. Не знаеме зошто се случи ова. Бевме изненадени од пукањето во автомобилите, Рукаја беше жртва. Како се чувствувам сега? Ми недостига ќерка ми. Таа беше мојата омилена ќерка и моето најмало женско дете. Израелските власти соопштија дека инцидентот е под истрага. Гласот на Америка разговараше со Джонатан Крикс, шеф за комуникации во УНИЦЕФ на државата Палестина, за ситуацијата со децата на Западниот брег. 85 деца се убиени на Западниот брег во изминатите 13 недели, главно од 7 октомври. Тоа е двојно повеќе од 2022. Животот во страв стана дел од секојдневието на децата како Одех, брат на убиеното девојче, кој понекогаш ги меша извештаите за борбите во Газа со она што се случува на Западниот брег. Ако играм надвор, ќе умрам, затоа што бомбардираат училишта, универзитети, болници. Уништувањето, војните и убиствата се причината поради која многу деца се лишени од детството. Најблизок пример е мојата ќерка, децата од Газа, децата на Дженин, децата на палестинскиот народ. Сите тие се изложени на пукање. Не се само децата, туку и мажите, младите, жените. Информации на кои секојдневно се изложени децата. They tell us every day how we can. Тие знаат се. Постојано ни велат како можеме да учиме секој ден и како да живееме нормално. Гледаме други деца во Газа. Тие умираат секој ден на ужасни начини. Тоа е многу тешко за нив. Затоа ги повикуваме сите страни да се воздржат, да направат се што е можно за да го намалат ова насилство поврзано со конфликтот. Насилство во кое децата се најранливи.